Драги мои гледачи, добро дојдовте. Јас сум вашиот домаќин Петар Петровски, а ова се новостите што се случи низ светот на 9 февруари 2026 година. Додека дипломатите преговарат за крај на руско-украинскиот конфликт кој влегува во својата четврта година, војната низ долгиот руско-украински фронт од 1900 км не застигнува. Оно што е опишано како посебна руска офанзива пред крајот на овој 4-годишен крвав конфликт, руските вооружени сили се обидуваат да го заземат Покровск. Според анализите на украинскиот генералштаб, мировниот договор зависи од успехот на оваа руска офанзива. Градот Покров се наоѓа во индустријската област Донецк и тука се наоѓа големата нуклеарна централа за порожнија, пренесува Reuters. Министерот за надворешни работи на Украина изјави дека водачите на Украина и Русија треба да остават седба со цел да ги решат останатите спорни прашања меѓу Русија и Украина, за да овој конфликт се реши. Исто така, украинскиот министер за надворешни работи Сипха изјави дека само американскиот претседател Доналд Трамп има моќта да стави крај на овој конфликт, пренесува Reuters. Во истата вест од Reuters, мировниот план кој се состои од 20 точки, спорни се с 3 точки кои треба да ги договорат водачите на двете завојувани страни лично, со посредством на американскиот претседател Доналд Трамп. Од украинска страна веруваат дека е можен предлог мировен договор до март. Понатаму во истиот извештај на Reuters, украинскиот министер за надворешни работи го потврди барањето за безбедносни гаранции од Запад и САД, без кои не верува дека Украина ќе може да опстане. Спорните територии меѓу двете страни се Донбас, Крим и Донецк, околу кои треба да се најде компромис. Во веста што ја пренесува Reuters, САД на двете завојувани страни им дал рок до мај да постигнат договор, пренесува Reuters. Денеска на конференција за печатот во Стокхолм, Шведска, се обзанија новите правила за здобивање за шведско државништво. Нацистската владеачка коалиција ги донесе следниве правила, кои треба да стапат на сила на 6 јуни оваа година. Потребно е да се живее во Шведска непречено 8 години, да има месечен приход повеќе од 20.000 шведски круни или 2225 американски долари. Кандидатот за државенство да е спремен на писмен пат да покаже знаење шведската култура и јазик, и ако кандидатот има криминално досие во Шведска или некаде во странство, тогаш кандидатот ќе чека 15 години пред да биде во можност да понесе барање за државенство, пренесува Reuters. Откако документите поврзани со следниот трговец на бела робија, Джефри Епстин, се обзнанија, полно политички кариери заврши. Таков е примерот со британскиот амбасадор во САД, лорд Питер Менделсон, кој е назначен од сегашниот премиер Сер Киер Стармер. За сега премиерот Стармер се одржува на власт, но до кога не се знае. Докако беше објавено името на лорд Питер Менделсон и на поранешниот принц Ендру Маунтбатен Виндзор, неговото височество кралот Чарлс III изјави дека лорд Менделсон ќе изгуби титулата и привилегиите што доаѓаат со нив. Истовремено британската полиција ќе поведе истрага дали лордот Менделсон и Ендру Маунтбатен Виндзор предавале државни тајни и кому. Во истиот извештај се вели дека пак и немската палата ќе се работува во истрагата, пренесува Associated Press. Осло, Норвешка. Норвешката полиција отвори истрага против дипломатката на Норвешка во Јордан и Ирак, Мона Јул, и нејзиниот сопруг Терје Ред Ларсен за соучество. Кој се Норвешката полиција отвори истрага против дипломатот на Норвешка и Ирак, Мона Јул, и нејзиниот сопруг Терје Ред Ларсен за корупција и врска со посамениот финансијер и трговец на бела робија Джефри Епстин, пренесува Reuters. Денеска во Хаг започна последните аргументи на судењето за војни злоупотреби на Хашим Тачи, на Јакуб Красничи, Кадри Вејсели и Реджеп Селими за сторени војни злоупотреби во Косово и Северна Албанија од 1998 година до септември 1999 година. Во обвинението стои дека како командири на Слободителната војска на Косово, обвинетите убивале политички враговници и цивили, кои намерно ги сметале за соработници и предавници. Ваквото обвинение носи затвора казна 45 години. По ова судење подоцна во овој месец ќе се уште едно судење на обвинетите за заплашување на сведоци. Додека трае судењето во Хаг, дел населението во Косово се чувствува предадено, а ова судење го гледа како обид за
припишување на нивната историја на настаните за време на војната во Косово страна на Западот, пренесува Associated Press. Комисијата за нагледување во представничкиот дом и дозволени девојката на Джефри Епстин, Гислайн Максвел, да се сведочи по нејзино барање. Но, наместо да сведочи, госпожицата Максвел побарала милост, тоа да биде ослободена и простено за тоа што е затворено прво, па потоа да сведочи. Тоа барање било одбиено, на што сведочила со молчење. Освен победителата Гислайн Максвел да дадат нивно осведочење пред Американскиот конгрес се повикани Хилари и Бил Клинтон, кои ќе бидат казнати со президент на Конгресот за првично бивање да сведочат, пренесува Associated Press. Според Сојузниот кривичен закон, ако некој намерно не се појави на поканата да сведочи пред Американскиот конгрес, ќе бидат казнати парично во висина од 100.000 американски долари и каде се затвор до 12 месеци. Истото барање за милост, госпожицата Максвел го патила и кон сегашно председател Доналд Трамп, кој му ветила дека ќе ја каже вистината за некој од кого ќе го добие тоа што го барала, пренесува Associated Press. Водачот на позицијата во Венецуела, Хуан Пабло Гванипа, повторно го опсен лишен од слобода и веднаш кога го означил режимот на поранешниот социјалистички председател Никола Мадуро за нелегитимен и барал слобода за останалите политички затвореници. Според властите во Каракас, Венецуела, Гванипас е лишен од слобода поради прекршувањето на условите на неговата слобода. Притворениот Гванипа е близок сојузник на Марија Корина Машадо, во годишната добитечка на Нобеловата награда за мир. Според изјавата на синот на Гванипа, што ја пренесува Reuters од социјалната мрежа X, дека татко му бил киднапиран од вооружени и неидентификувани лица кои пристигнале во 4 автомобили, пренесува Reuters. Службени лица на кубанската цивилна авијација ги советуваат станските авиокомпании дека сите летови до и од Куба се суспендирани. Причината за ваквото предупредување е мањето гориво за авиони и за цивилното население. Следните 24 часа се критични, пренесува Associated Press. Влијачката либерално-демократска партија на Јапонија, предводена од премиерката Санае Такаши, освои 316 претенички места во Долниот дом, вкупно 465 места во Долниот дом на Јапонскиот национален законодавен дом. Според веста што ја пренесува Reuters од Токио, Јапонија, со ова убедила победа на премиерката Такаши и се отвара вратата да ги спроведе предизборните ветувања, како суспендирањето на данокот на храна кој е 8% за 2 години, како укинувањето на субвенциите за корпорациите, пренесено од Reuters. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк, ако сакате да го споделите, кликнете на шер, победете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известни за нови видеа, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашиот неделник, на нашите вести. Од Македонскиот информативен центар ви пожелуваме да останете здрави во овие студени времиња. До следното гледање, довидување.